со оглед на тоа што Ирена веќе е подготвена за линковско вклучување, што се вели, вклучување во живо, и тоа со многу интересен гостин, тоа е Денис Јанкуловски, за помладите познат како космонаутко. Но со оглед на тоа што заврши пандемијата, претпоставувам дека сега некој нов прекар ќе му излезе, ќе види, тоа може да го прашаш на самиот крај, дали работи веќе на нов прекар, но она што е поважно е настанот што ќе го најавите сега, што ќе се случува во недела во градскиот парк на Школка. Да се вратам од почеток. Добро утро, Ирена. Си знакажав и сега ми текна добро утро. Да го поздравиш. Добро утро до тебе, добро утро почитувани. Ова утро ве поздравуваме од градскиот парк овде во Скопје, на местото викано Школка, каде што во недела на 21 април со почеток во 11 часот ќе се случува настанот повторно заедно оваа година по пети пат. И главниот во наводници, ке кажам, виновник за овој настан по пети пат е кој друг како не, како што каже Искра, нашиот Денис Јанкуловски, познат како Денис Космонаутко. Имаме едно прашање од Искра, ама ќе го оставиме за крај на разговорот. Ќе одиме прво со она што ќе се случува во недела овде по пети пат оваа година, повторно заедно. За каков настан? Ова е инклузивен настан, да напоменеме. За каков настан станува збор? Добро утро, поздрав до екипата и благодарам за можноста да кажеме за настанов. Значи, ова е по пети пат во организација на Аутизам АМК Сдруженијето, настан инклузивен кој што начелно е прво посветен на месец април како месец за зголемување на свесноста за аутизмот. Меѓутоа, она што е интересно и што всушност ние така и го поставуваме како концепт е што всушност тука сите атипичности ние ги ја зголемува свесноста за сите атипичности, односно се присутни деца. Затоа кажувам деца, не правиме разлика дали е со типичен или атипичен развој, едноставно деца. Настанот сличен концепт има како и претходните 2 години, значи се работи за една огромна игротека, огромна, кога кажувам, тоа значи дека голем простор заземаме овде, каде што ќе има многу разновидни активности, значи не само игри како фудбал, кошарка, домино, плочка, не лути се човече, туку ќе има и ликовно катче, забно катче, каде што ќе научиме или повториме нели за хигиената на забите. Ќе можеме да уживаме во вкусовите на децата од средното угостителство, не угостителското, децата од, да не го сгрешам, значи Светинаум Охридски, децата специјалното средно училиште, каде што со угостителската насока тие ќе ни направат нешто вкусно и интересно. Учествуваат и во други делови од настанот. Потоа ќе дознаеме нешто повеќе за ќе дознаеме забното каче, ликовното каче, како што ги напоменав. Ќе има многу активности сега во моментов, можда не би се сетил на сите. Ќе има на сцена исто многу. Тоа сакам да прашам, ќе има многу музика, претпоставувам. Да. Секогаш има многу музика, многу песни, рецитирање или драмски дел, исто апсолутно инклузивен. Всушност ние сакаме покрај она што се случува на теренот, да речем, каде што сакаме да покажеме дека и децата со атипичен развој сакаат, можат, умеат да играат, да учествуваат во разни активности, исто така и можат и знаат да пеат, да рецитираат, да глумат и сето тоа ќе се види на сцена. Само да кажеме, почнува во 11 часот, трае до 14:30. Имате оваа година на вистина голема програма. Имате многу помагатели, луѓе кои што несебично ја прифаќаат вашата покана за учество во вакви хуманитарни настани. Да се надеваме само дека времето ќе не послужи, дека нема да се презакаже како минатата година што беше? Па во однос на програмата, во однос на учесниците, на вистина оваа година изненадени сме, затоа што стигнавме до огромна бројка на помагатели, мислам дека се околу 50 и нешто компании, и тоа не само компании, значи тука ги потенцирам особено волонтерите, како индивидуалци, како стручни лица, така и студенти, средношколци, значи едноставно огромен број кој секако е добре дојден. Во однос на времето, ние 2022 година го направивме во септември овој настан, 2023 го направивме во мај. Не плаши тоа што може да се одложи, значи дефинитивно тоа всушност од една страна ние малку си го кажуваме тоа дека со тоа се покажува дека месец април треба да биде всушност секој месец во годината и мора да биде едноставно. Меѓутоа ако се случи промената, она што е лошо во временски услови што кога и да закажеш не знаеш до 2-3 дена какво ќе биде.
Меѓутоа, јас имам една омилена песна од Джованоти, Пензо позитиво, што значи think позитив или размислувај позитивно, така да сите така размислуваме дека ова година ќе има настан. Ке има настан, само да не врне и да е вака облачно како денеска, не е страшно, бидејќи сите активности ќе се одвиваат овде на трева, да кажам, околу школка. Сега би сакала да споменеме уште една работа, која што ќе се случува ден пред овој настан во неделот, во сабота, на сајмот на книга, твојата втора книга, насловена како Другарко. Да. Има исто така своја промоција, така? Ден пред школка. Да, ден пред школка многу исто и интересно е што исто и лани така беше се случи ден пред школка и со авантурите на космонаутко. Оваа година нешто навистина многу ме радува тоа што ќе има промоција, односно тоа ќе биде представување, официјална промоција потоа ќе направиме на сајмот на книга, тоа е ова сликовница Другарко. Сликовницата е уште еден мој придонес во она севкупно што го правам јас заедно со секако сите оние мои пријатели што го правиме во зголемување на свесноста за децата со атипичен развој. Значи, начелно кратко само ќе кажам, се работи за едно аутистично дете кое што ја раскажува својата приказна. Не откривам повеќе, ќе прочитаат дечињата, ќе прочитаат и возрастните, така да Тоа е уште еден мој, ќе кажам, мој придонес во таа севкупна борба. На сајмот на книга кој што почнува утре ја има на штандот на Прозарт Медија, а во сабота во 13 часот ќе бидам јас таму, другарко за сите деца, така да кој ќе дојде ќе си добие и потпис тежок 1 грам и уште нешто интересно. Ете така, тоа што е нешто интересно нека остане изненадување. Другарко кажа, кога сме сега кај надимаците, имавме прашање на почетокот од Искра, кажа дека сега си познат како Денис Космонаутко, дали се крчка некој друг надимак можеби, дали можеби Денис Другарко, бидејќи заврши она се што заврши, нели кога зборувавме нели за пандемијата и сето тоа, тогаш го доби тој тој никнейм надима прекар на македонски космонаут. Тој си остана космонаутко, многу интересно што еве на пример и на сликовницата нели Денис Јанкуловски космонаутко пишува. Тоа како што преска зборнавме нели веќе како ми пишуваат или во месенџер или космонаутко или господине космонаутко. Сега тој ќе остане дефинитивно, ќе биде поврзан со едно време, без разлика што беше тоа, значи далеко од убаво време, меѓутоа остана на некој начин малку да и со убава приказна да биде поврзано, меѓутоа сега можеби Другарко ќе биде натаму космонаутко Другарко и само ќе се дополнува можда како чикор на Загор Другарот ќе бидам со 15 имиња. Понатаму. Денис, остани вака позитивен секогаш со убава енергија. Навистина, убаво е да се биде во твое присуство. Уште еднаш покана за сабота и за недела. Еве до сите гледачи кои што не гледаат во моментот. Покана сабота во 13 часот на сајм на книга, во недела од 11 часот до 13 часот се поканети сите. Значи, ово е настан од отворен тип, каде што секој може да дојде, да добие флаер, да си земе флаерче, да учествува и да си добие поклонче. Најбитно е учеството и играњето, дружбата, заедно да бидеме. Сакав да кажам, дружбата, забавата, тоа е најбитно. Така да тоа е тоа, поканата е за сите. Почитувани, еве, тука се одјавуваме полека од градскиот парк. Ние се договаравме до последно дали ќе снимаме овде, дали ќе се вклучиме во живо од овде или не, меѓутоа времето не послужи. Се надевам дека и во недела ќе биде исто вака, барем да не врне, нека е вака облачно, можеби променливо, ама да не врне. Ве повикуваме сите овде на школка од 11 до 14:30 на многу дружба и многу забава. Искра, ако се слушаме, ако имаш уште некое прашање до нашиот космонаутко, мора да се излезе од дома, нема да се седи дома цел ден. Така Голем поздрав до Денис, гледам низа настани има за најавување, веројатно ако продолжевте ќе имаш уште едно 5-6 настани да најави, честитај му ја секако и новата книга.